Трендовите во овој свет на естетиката се менуваат динамично, тука големо влијание имаат и социјалните мрежи, поготово врз младата популација. Меѓутоа, младите треба да сватат дека нивната младост носи посебна убавина и тој тренд никогаш нема да искочи од мода. Здраво, јас сум доктор Мина Маринковиќ, специјализант по пластична и реконструктивна хирургија при Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје. Пред да почнам на оделот за пластична хирургија, извесно време волонтерски бев дел од клиниката за дигестивна хирургија. Инаку потекнувам од спортско семејство. Од 4-та до 18-та година професионално се занимавав со тенис, дури бев и државен првак на Македонија. Меѓутоа, после тоа дојде желбата да се запишам на медицински факултет, па и затоа престанав со тенис, двете заедно не одат. Желбата за оваа професија произлезе од една помалку интересна случка, каде што јас бев како помала хоспитализирана во болница, имав мал оперативен зафат и после тоа бев сигурна дека мојата професија ќе биде хирургија. Бев 3 дена хоспитализирана на клиниката за детска хирургија, како што кажав, имав и оперативен зафат. Иако тој период, тие 3 дена беа стресни за мене, истовремено беа многу интересни и некако после тоа бев сигурна дека дефинитивно хирургијата е тоа што сакам да го работам понатаму во животот. Моментална пасија ми се коњите, таму наоѓам голема релаксација и, да кажеме, издувен вентил и часовите појавање. Многу интересен, динамичен и захтевен спорт. Потребата на жените да работат на нивниот изглед не е нешто ново, напротив, потекнува уште од античките цивилизации, меѓутоа во некоја, да кажеме, поразлична форма од ова што го гледаме денес. Концептот на естетската, на антиејџинг медицината е всушност да добиеме едно квалитетно и, да кажеме, одложено старење на кожата и на лицевите структури. Меѓутоа, многу пати тоа е злоупотребено, па добиваме деформирани изгледи, да кажам, со нарушени анатомски структури на лицето, нарушена физиологија на лицевите структури. Меѓутоа, како што кажав, поентата не е таа, поентата е да добиеме еден свеж изглед пред се на лицето, одморен изглед, без околината да примети дека кај пациентите е нешто работено и што нели е работено. Сите процедури кои што ги работиме на лицето си носат своја тежина, меѓутоа можеби најинтересно за работа ми е апликација на нехируршки конци за лифтинг на лице. Со нив постигнуваме еден доста убав, природен резултат. Ги подигаме лицевите структури, а при тоа имаме еден краток период на рехабилитација, без резови, конци, така натаму. Многу пати пациентите не се свесни што најмногу е потребно да се работи на нивното лице. Многу пати се случува да дојдат они со одредена идеја, сакам да го работиме ова, меѓутоа за тоа сме тука ние да ги насочиме што е подобро да се работи. Можеби воопшто пример, ако дошле со идеја да се сработи уста, не е потребно да се работи устата, можеби повеќе е потребно да се обрне внимание на квалитетот на самата кожа, хидрираност на кожата, нејзин тургор, еластичност, па така, јас ги насочувам најчесто што мислам дека е подобро и што би било покорисно. Трендовите во овој свет на естетиката се менуваат динамично, тука големо влијание имаат и социјалните мрежи, поготово врз младата популација.
Меѓутоа, младите треба да сватат дека нивната младост носи посебна убавина и тој тренд никогаш нема да искочи од мода. Треба да научат да уживаат во тој период, меѓутоа по мене за тоа се тука и родителите, за активно да бидат процесот од нивното созревање и низ разговор со нив да ги научат дека околу самодовербата и дека не се потребни естетски процедури за да се чувствуваат во тој период убаво и со самодоверба. Како што веќе реков, многу пати оваа дејност е злоупотребена, па затоа ги гледаме оние деформирани изгледи на лицето и телото, меѓутоа затоа сме ние тука како лекари да ги поставиме границите и не секогаш кога пациентите бараат нешто конкретно од нас, дека треба да ги исполнуваме нивните желби, туку напротив, треба да го работиме тоа што мислиме дека треба или не. Пациентите често доаѓаат со веќе спремна слика како сакаат да изгледаат, меѓутоа не се свесни дека секој лице си има своја засебна анатомија, истото важи за кога работиме устни. Девојките доаѓаат, сакам да ми биде ваква устата, меѓутоа тоа не е секогаш реално да се изведе. Многу пати пациенти кои што имаме апликација на филери, еве конкретно од претходно на други места, филерот не е правилно аплициран или односно е мигриран над под устата и првично мора тоа да се стопи, да вратиме устата или делот од лицето во првобитната состојба, па дури потоа да работиме. За жал, многу луѓе одлучуваат нивните естетски третмани да ги работат во секакви бјути студија, козметички студија, каде што уопшто не работат ни лекари и тоа е се поради пониските цени. Меѓутоа, како што кажувам јас, кога цената е too good to be true, нешто не е во ред. Меѓутоа, Сдруженијето за естетска медицина во последно време на таа тема е доста активно да се изрегулира тоа, па се надевам тој проблем наскоро ќе биде решен. Како што се грижиме и вложуваме во надворешната убавина и надворешниот изглед, подеднакво треба да се грижиме и за внатрешната убавина, бидејќи на крајот на денот тоа е тоа што не дефинира како луѓе. И не треба да заборавиме да бидеме благодарни за тоа што веќе го имаме.